Почитувани гледачи, добро вечер. Во вечерашното издание на емисијата Разговор со повод малку ќе се обидеме да направиме една ретроспектива, меѓутоа и скенирање на актуелната состојба што се случува во Домот за стари лица во Прилеп, Киро Крстевски платник, каде за волја на вистината во последното и од период имавме повеќе контроверзии за тоа што се случува, дали се условите на вистина онакви какви што некои се обидуваат да ги прикажат, или пак на вистина се прават напори за луѓето кои што се сместени овде, некаде над 130 луѓе се, ги уживаат сите оние благодети кои што можат да се наречат достоинствен живот. Во секој случај, за да дојдеме до вистината, што овде се случува, значи во Домот за стари лица Киро Крстевски платник во Прилеп, најдобро може да ни каже првиот човек, која е госпоѓа, се работи за Ирена Стериовска Локвенец, која од ноември месец се нафати на таа функција да почне да менаџира со она што го нарекуваме, значи, Дом за стари лица. Добро вечер и добре ни дојдовте во емисијата Разговор со повод. Добро вечер и вас. Се надевам дека убаво ќе се чувствувате при ова ваша денешна посета при јавната општинска установа Дом за стари лица Крстевски платник. Факт е дека јас и во изминатите години поначесто бев, значи тука следевме се што се случува, меѓутоа исто така факт дека во последно време имаше повеќе написи, ќе ги речам, дел од нив контроверзни, за тоа што се случува во домот. Работите стигнаа и до таму дека овде имаме субстандардни услови за живот и покрај тоа што, како што знаеме да кажеме сите ние, дека и луѓето кои што овде се сместени заслужуваат еден достоинствен живот. Каква е моменталната состојба во домов? Дали е точно тоа што подолг временски период се пишуваше дека на вистина овде условите не се како што треба да бидат? Имавте и блокирана сметка, колку што знам, меѓутоа мислам дека во овие колку 4 месеци има известни придвижувања во позитивна насока. Најпрво да истакнам дека сум почестена што бев повикана да седнам на ова раководно место при ова установа. Предизвиците се големи, свесна сум дека пред се финансискиот дел на оваа установа беше навистина тежок. Велам беше затоа што веќе Домот за стари лица од 12.2 работи со одблокирана сметка. Значи, сега финансискиот тек оди веќе во нагорна линија. Сигурно ќе се запрашате на кој начин успеа да се деблокира сметката на ова установа. Тоа го направив на онај начин што најдов на еден добар диалог со економските оператори кои што работат со Домот за стари лица, кои што излегува во сусрет да направиме спогодби за одложено плаќање за долгото од изминатите години. Навистина најдов на добра соработка, ги склучивме тие спогодби и веќе месец и пол дена овај дом работи со отворена сметка, што и во иднина ќе се потрудам да не дојде она што во претходен период јас нашла ова установа. Исто така тука сакам да потенцирам дека како економист приоритет ми беше баш подобрувањето на финансиската состојба на овој дом. Тука исто така ни помогна и ни помага во иднина општината Прилеп, повикувајќи се на Законот за локална самоуправа, во членот 22 многу јасно стои кои се надлежности на општината. Тука стои од аспект на социјалната заштита и тука точно стои дека надлежности на општината се социјална заштита на домови за стари лица, како и домување на сместување на лица кои што се од социјален ризик. Тука автоматски ги опфаќа само финансирањето на институцијата, одржувањето, реконструкцијата, значи сето тоа е во надлежност на основачот, кој што во овој случај е општина Прилеп. Ваквите надлежности се во рамките на националната стратегија за развој на социјална заштита за 2016 година на општина Прилеп. Повикувајќи се на овој член од овој закон, општина Прилеп за прв пат одвојува средства за ова јавна општинска установа Дом за стари лица, која што е во износ од 6 милиони
853 962 денари. Тоа ќе бидат строго наменски средства кои што ќе ги користиме за тековната година 2016 година, откако ќе завршат јавните набавки кои што се предвидени за прехранбени артикли, хигиенски средства и лекови, кои што таа јавна набавка е во тек, при крај и за краток период ќе почнеме да ги користиме тие средства кои што се доделени од општина Прилеп и навистина многу ќе ни помогнат за живување на ова општинска установа. Според ова што кажувате, дали можеме да извлечеме еден заклучок дека домот на вистина далеку од она што некој рековме сакаше да го прикаже, дека на вистина луѓето кои што ги користат вашите услуги овде се ставени на некој начин на маргините и дека тоа на некој начин и ги навредува нив во смисла на тоа што и велите дел од нив бидејќи овде престојуваат со само финансирање, дел се група од социјален ризик и така натаму. Значи, колку можете да бидете и пред граѓаните морално одговорни да кажете дека на вистина во домот условите се на едно пристојно ниво? Така, и ви при самата ваша посета се надевам дека ќе има можност да се уверите токму во спротивното до на кое што сакаше да биде пласирано од одредени новинарски екипи, како што велите вие, субстандардно. И јас не се согласувам со тоа, затоа што тука станарите имаат навремено обезбедено огрев, имаат исхрана, значи сето она што го предвидува социјалната заштита при сместување на вакви лица во домови за стари лица, каде што како услуги ние ги нудиме исхрана, огрев, нега, помош, културно и забавно рекреативни активности. Значи сето тоа е во рамките на овој дом е опфатено и се работи заедно со корисниците. Со моето доаѓање тука јас направив одредени измени во однос на пример на исхраната. Направено е ново мени кое што ги задоволува оние нутритивни стандарди. Исто така во оваа прилика сакам да ја истакнам и соработката која што во овој период ја склучивме со Техничко-технолошкиот факултет од Велес, каде што имаат одсек за нутриционизам, каде што им стоиме на располагање. Нивните практични делови со студентите, значи истражувања за стари лица, да изведуваат во рамките на овај дом. А сето тоа ќе ни помогне за воидвина да имаме и такви менија кои што ќе бидат прилагодени спрема болестите кои што ги имаат одредени корисници во оваа установа. Знаеме дека сепак просекот на корисниците кои што тука се сместени од прилика 80 години, тие имаат со себе носат и други болести како блага деменција, крвен притисок, шеќер во крвта, кои што со овој начин на исхрана сепак можеме да ги заштитиме, зашто јас во иднина ќе се потрудам да се работи по тие норми и стандарди во однос на исхраната и мислам дека навистина не држи место дека овие корисници тука не живеат во добри услови. Тука можам да се надоврзам дека овој објект е од 70-тите години. Значи многу добро знаеме дека во 70-тите владееше друг систем, значи беше социјализам. Овој објект е граден по тие стандарди кои што ги имало тој систем. Тогаш не предвидувале апартманско сместување, значи приземјето како што е целиот објект, собите немаат сопствено купатило и WC, него имаат заеднички купатила и вецина, што секако со оглед на тоа возраста и категоријата на корисниците кои што тука се сместени и бројот, тие за брзо време треба редовно да се реконструираат, да се инвестира во нив, што далеко тоа дека не е направено инвестирано во тие делови, значи во 2010 можам точно да ви прецизирам дека се реконструирани јавните вецината и купатилата на приземниот дел од овој објект. Додека во наспратот, кој што го викаме апартманско сместување, условите на вистина се подобри, меѓутоа ова наградба е пуштена во 2003 година. Сакам исто да потенцирам дека почната изградбата, значи со оние проекти, спремања за изградба од 2000 година, значи не од 2003 наеднаш само пуштен објектот како што некои
повторно ќе речам новинарски екипи сакаат да кажат само дека во друг период од некое друго владење е инвестирано во овој дом. Јас токму спротивното можам да го тврдам дека изградбата на надградбата на овој спрат е почната во 2000 година, а во 2003 година свечено да се пушти во употреба, каде што таму тој дел на апартманско сместување на вистина подобро, значи секоја соба е со сопствено купатило и WC, значи ги задоволуваат оние нови нормативи и стандарди кои што се предвидени за ваквите домови за стари лица и на вистина да, условите се подобри, меѓутоа токму поради тоа и горе имаме на спратот и друга цена за користење на услугите. Тука можам и конкретно да бидам, за подвижни е 9400, додека за неподвижни е 11380, а додека за на долниот спрат цените се многу ниски, кои што не се коригирани од далечната 97 година. 7200 за неподвижни и 8340 за неподвижни, а 7200 за подвижни. Тука повторно сакам да прецизирам дека таквото некоригирање на цени и довело до оваа финансиска состојба на домот. Затоа што знаеме каков е циклусот на пазарната економија. Трошоците, значи знаеме пред 5 години колку можевме да пример да купиме со 2000 денари, колку сега од маркет ќе излеземе со 2000 денари, колку продукти сме снабдиле. А овдека, значи за тие 7200 денари обезбедуваме храна, појадок, ручек и вечера, медицински персонал 24 часа покриени, негувателки кои што се задолжени претежно за оние неподвижните, техничкиот персонал, исто хигиеничари кои што се задолжени за хигиената на овој дом и плюс администрацијата и сето тоа за минимални 7200 денари. А додека калкулацијата која што ја дава Министерство за труд и социјална политика, претходно Завод за домаќинство кој што сега е во рамките на Министерство за труд и социјална политика, нивната калкулација е 16.000 денари за еден корисник. Меѓутоа сепак државата тука внимава на онај социјален аспект. Сепак овдека имаме ние сме под државна капа, добиваме блок дотација од Министерство за труд и социјална политика, се внимава на тој социјален аспект, да не видат високи цените како што се во оние приватни домови. Меѓутоа сепак мораме да се согласиме дека 7200 се многу ниски цени, а паралелно знаеме дека владата во неколку наврати вршеше зголемување и коригирање на пензиите на старите лица. Значи има место, има простор во догледно време. Јас можам и да ви известам дека веќе работам на изготвување на финансиска анализа за подкревање на цените на услугите на овој дом, кои што треба да ги приложам до Советот за општина Прилеп, кој што доколку даде согласност да се работи со тие минимално коригирани цени, овој дом во иднина ќе работи уште порентабилно. Со поголеми загуби. Ова е сето добро да се слушне. Очигледно дека работите, реков и на почетокот, се придвижуваат во позитивна насока. Вие имате некаде околу 4000 метри квадратни корисна површина. Велите дека под објект, да. Велите дека корисниците на вашите услуги имаат 24 часовна нега, во зависност од тоа со каков вид на заболување се соочува, подвижни, неподвижни, болести и така натаму. Кажете ми каков е во моментов бројот на вработени, небитно значи дали се работи за технички персонал или друг вид персонал и дали тоа е адекватно на потребите што ги имаат станарите на домот. Јас одговорно тврдам дека во овој дом има се уште мал број на вработени. Доколку го земеме... еден период беше имаше негативни конотации, дека има превработеност, меѓутоа треба да се направи една друга паралела. Доколку се земи тој период кога имало само 23 или 25 вработени, тогаш тие обслужувале услуги на корисници од 70 или 80. Меѓутоа во овој момент имаме 135 кои што тежнееме да ги зголемиме, значи да работиме со полн капацитет од 150 и нормално дека нема да можат да се задоволат со тие 25 вработени. И јас можам да констатирам
дека, уствари не јас констатирав, него констатираше инспекцијскиот надзор кој што беше спроведен при една вонредна контрола од Министерството за труд и социјална политика, каде што во нивното решение е точно назначено дека во најкраток временски период треба да се обезбеди персонал. Точно беше прецизирано хигиеничари, затоа што во нормативите и стандардите и правилникот за работа на ваквите домови е точно предвидено на колку метри квадратни треба да има еден хигиеничар. Јас можам да ви кажам дека овдека целиот објект вкупна површина е 10.000 метри квадратни, додека под површина под објект е 4.128 метри квадратни. Ако направиме на добра математика, ќе видиме ако треба 400 метри квадратни за еден хигиеничар, во моментов работиме значи со 4 хигиеничари, ќе заклучиме дека се потребни 10 хигиеничари наместо 4. Автоматски, доколку јас се повикам на решението од инспекцијскиот надзор и барам согласност од МТСП и од Министерството за финансии, дозвола за вработување, тука се потребни 10 хигиеничари. Друго, исто така, исто така има застој и во недостиг на кадар кај негувателките. Тоа се оние популарно ги викаме геронтодомаќинки, кои што морам да истакнам дека вршат една од најтешката физичка работа, затоа што нивната работа е баш со неподвижните корисници. Тука имаме 5 лица кои што ја вршат таа работа, а нормативите и стандардите предвидуваат една геронтодомаќинка на 10 корисници. Доколку земиме, ние во моментов имаме 135 корисници, а ги обслужуваме со 5 негувателки, значи автоматски ни фалат уште минимум 8 негувателки. И јас се надевам дека во иднина се со цел да се подобрат условите и на самите домови, значи принудењето на услугите, дека ќе наидеме на позитивни одговори од Министерството за финансии за вработување на ваквиот кадар. Затоа што нашиот ентузијазам нема тука да заврши доколку го исполниме капацитетот од 150 корисници. Имаме проект и за друга надградба, значи на овој дом, се со цел да излеземе во пресред на оние корисници кои што имаат потреба од ваквите домови. Многу добро знаеме дека живееме во динамично време, кога ние младите вака се зафаќаме на премногу одговорни работи и некогаш не сме во можност да одговориме на потребите на нашите родители. Меѓутоа, зошто да не го препуштиме здравието и некој да внимава на нашиот живот на професионалците, какви што има кадар тука во ваквите установи. Јас се надевам дека ќе успееме да ги надмениме оние табу теми, стереотипи, кои што се уште така, да. Јас гледам, се соочувам сега дека така има размислување кај нашите граѓани, меѓутоа треба да сватиме дека живееме во 21 век, во премногу динамичен. И зошто кога ги имаме ваквите домови да не ги искористиме? Токму тоа сакав и да кажам дека и во изминатиот период Прилепскиот дом за стари лица дефинитивно спаѓаше во еден од ќе речам населените, бидејќи факт е дека вие овде имате од цела Македонија станари. Не е значи само да е од регионот, туку и многу пошироко, а тоа очигледно е на некаков бекграунд што го направил домот и реномето што го има, значи некој, да речеме од Гевгелија или не знам од каде, дошол токму во Прилепскиот дом. И со ова што сега во иднина планирате да го правите, очигледно дека тој тренд на интерес кај потенцијалните корисници на вашите услуги веројатно и понатаму ќе се зголемува. Кажете ми, по однос на медицинската нега и заштита за болните лица, како ви е тоа регулирано, бидејќи факт е дека рековме овде има и навистина потешко болни лица кои што можеби постојано имаат потреба од стручна медицинска помош. Така, значи овдека имаме медицински персонал кој што 24 часа ги покриваат корисниците. Исто така сакам да нагласам дека во рамките на домот за стари лица под концесија работи матичен доктор кој што истовремено ги обслужува оние здравствени прегледи кои што се потребни за корисниците, секојдневни прегледи при припишување на здравствената терапија, месечна или тромесечна или било како. Исто така имаме доста соработка со здравствениот дом, имаме добра соработка со брзата помош, значи во ситуации кога медицинскиот персонал ќе установи дека има потреба да се однеси корисникот во болница, значи ја викаме брзата помош,
која што го врши транспортот на болниот, а исто така сакам да напоменам дека и ние имаме собствено возило, Рено Трафик, кое го користиме за транспортот на ваквите корисници при специфични потреби. Исто така тука, еве сега можам и да се надоврзам во однос на инвестициите, кои што исто така се направени во овај период кој што го нарекуваме и кризен период. Значи во 2012 година покрај снабдувањето на превозното средство Рено Трафик, некаде околу 1.200.000 денари, е направена и реновирање на куњата по ХАСАП стандарди. Значи знаеме дека по законот што е за безбедност за храна од 2005 година наложува секаде каде што се врши приготвување на храна, мора да се работи по ХАСАП стандарди. Значи во 2012 година е направена таа инвестиција која што кошта околу 5,5 милиони денари. Исто така, тогаш направени се обнова на некои шкафови, обнова на некои гарнитури, некои кревети, постелнини, кои што сепак сето тоа кошта некаде околу 7,5 милиони денари. Јас сега несвесно повторно се вратив, извинете, на финансискиот дел, меѓутоа доколку направиме една анализа, ќе видиме дека во тој период, откако се направени овие заостанати обврски при исплаќањето на овие обврски, значи е направено исто автоматски и инвестиција, а домот работи со ниски некоригирани цени и исто така и се намалуваат во известен период од 2010 година и блок дотациите кои што ги добиваат домовите за стари лица, што на еден начин и довело до финансиската состојба на овој дом. Вие со вашето доаѓање побаравте и ревизија овде, што покажа ревизијата, или се уште ги чекате извештаите дека каде треба да се насочите? Така, значи ние се уште чекаме ревизијата да дојде на увид. При самото мое доаѓање јас се обратив до Државниот завод за ревизија, каде што предмет на работа се и домовите за стари лица. Се обратив пред Нова година и при приготвувањето на нивната програма за работа за 2016 година, инсистирав да влези во нивниот план за работа и домот за стари лица, што на 14.1 добив известување од Државниот завод за ревизија дека домот за стари лица Киро Крстевски Платник е влезен во програмата за работа на Државниот завод за ревизија за 2016 година, а за нивното увидување во состојбите накнадно ќе бидеме известени кога ќе дојдат да направат и таа ревизија, која што се надевам дека во иднина ќе даде добри насоки како понатаму да се затворат оние некои негативности кои што сакаат да се наметнат, да се кажете и вистинските причинители за доведувањето до оваа состојба, каде што мислам дека се и објективни. Во тој контекст јас морам да го прашам и тоа, вашето доаѓање на оваа функција беше поврзано со уште една, ајде ќе речеме, и тука е контроверзност, по смисла дека имаше наводно казнувања на дел од вработени, па дури се спомнува отстранување од работа, суспензии и така натаму. Што е од тоа вистина и дали имаше нешто такво? Мислите на претходен период, пред да дојдам јас тука, или од овој период од кога сум тука? Значи, така, да. Значи, од самиот момент кога јас дојдов тука, констатирав дека за финансиско управување и контрола е потребно ефикасно, ефективно користење, транспарентно на сите расположливи ресурси кои што ги има оваа установа. Вклучувајќи тука и дисциплината на самите вработени, кој што е многу битен фактор за да се одржи еден ваков дом, и да се можат да се пружат едни такви добри услуги кон корисниците. Јас направив една рутинска контрола заедно со стражарот кој што е тука, се со цел да ги опоменам некои вработени да не се доведуваат во некоја непријатна состојба во иднина. Значи ова мое беше настапување многу отворено, пријателски, да не се доведуваме во незгодни ситуации, коректно да не се доведуваме во некои понатаму незгодни ситуации за кои што знам дека некои вработени имале некои други навики. Значи имаш индикации претходно? Да, имав навики дека во изминатите периоди од нивното работење си имале некои нивни негативни навики. Јас се со цел позитивно да делувам на нив,
Направив една рутинска контрола, при таа контрола се затекнати некои работи кои што не е дозволено да ги имаат во нивните работни шкафови, каде што ако тие работат со средства за хигиена, може да има средства за хигиена, али не во нивните, може да ме поддржате дека не во нивните шкафови, многу добро каде треба да ги користат тие. Така да мислам дека многу не е фер настапот на некои такви медиуми кои што го зазедоа спрема мене. Ме окарактеризира дека директорка која што врши мобинг, далеку од тоа. Значи јас може да ме да кажете и самите вработени, значи колку многу отворено настапи со нив и што кажав она што го очекувам од нив во иднина. Го кажав дека овие се мерки, време на мерки на штедење на домот. Време на засукување на ракавите на сите вработени во овој дом, ако сакаме да тргне напред. Значи една од битните работи на менаџерот како лидер е да ја даде душа на организацијата. А тоа се постигнува доколку се работи тимски, доколку јас успеам да направам да работиме тимски. Еден за сите, сите за еден. Резултатите ќе дојдат. Дали појано или покасно? Не, далеку од тоа. Нити имаше, само имаше устни опомени, немаше нити писмени, нити дисциплински преземени мерки спрема нив. Значи сето ова беше само устно предупредување за да не се најдеме во незгодни ситуации понатаму. И она што реков, многу е битна кохезијата меѓу самите вработени кои што треба да генерира една добра соработка, добар развој, позитивност. И доколку успееме тоа да го направиме, доколку секој успее да се чувствува да има поголемо чувство на припадност, поголемо чувство на одговорност во самата организација, тогаш резултатите се Имате уште една новина што сакате, новина, таа беше порано присутна овде, меѓутоа сега вие сакате на некој начин да ја возобновите. Се работи за обновувањето на економијата ваша, приватна, да ја речам тука, домашна, околу производството на градинарски култури и така натаму, бидејќи имаше период кога навистина, освен тоа што за вашите потреби произведуваа сами, значи овде станарите, ми се чини дека постоеше можности некој да купи доколку сака, со што би ја подкрепиле економијата, економското работење на самиот дом. Дали тука се размислува нешто во таа насока? Да, значи таквиот начин на ангажирање на корисниците, доброволно корисниците, овде кај крстено економија, тоа е многу добро осмислено од претходниците на овој дом, кои што биле на овие раководни места, и јас се трудам сето тоа да го возобновам, се со цел да го исполниме пред се времето на корисниците, затоа што на старите пред се е многу битно да му го осмислиш денот со различни активности, дали му организираме гледање на филмови, значи неколку пати веќе гледавме и Трето полувреме, и Сенки, и Солунски патради, значи на некој начин да ги анимираме, а еден од тие начини е воведувањето на економијата. Ние веќе направивме план, економски план, колку треба да вложиме и колку е оној принос што ќе го добијаме со реализацијата на овој план, кој што сепак тој ќе се врати преку магазинот во куња и повторно кај корисниците. Значи, ние за корисниците, корисниците сами за нив. И сето тоа еден добар тим. И заеднички резултатот да биде позитивен. Да, и сепак и квалитетот тука мораме да потенцираме. И кога сме веќе кај производството, јас морам и тоа да прашам, куњата која што работи во рамките на домот, нели функционира и како народна куња? Да. Дали се уште тоа се... Да, значи од 2007 година е почнат проектот Народна куња да се работи преку Старскиот домот за стари лица Киро Крстевски Платник. Тој ден денес работи, значи се предвидено во договорот еден оброк на секој социјален корисник кој што ги добиваме тие списоци преку центрите за социјални грижи, кои што ни доставуваат лица кои што се социјални загрозени и еднаш во денот доаѓаат тука да подигнат претходно припремен оброк. Колку луѓе се сега во моментот? Такви се 80. 80. Са 1-2 плюс, околу 80. Значи останува таа практика. Да, и затоа си добиваме надокнада од Министерството за труд и социјална политика, нормално преку Центарот за социјални грижи Прилеп. Директорке, според ова што досега го слушнавме, навистина мислам дека имате со што да се гордеете во некоја рака, заради тоа што гледам дека имате планови и дека овој дом дефинитивно има шанси да биде навистина на едно
реноме, небитно што е државна институција, значи не е приватна, можеби ги нема тие услови како во приватните, но за една државна институција велите дека тоа може да се постигне. За крај на овој разговор, еве, конкретно уште нешто можеби има што ние не го знаеме, а вие чувствувате потреба дека треба да им го кажете на нашите гледачи, а и на потенцијалните корисници на вашите услуги. Јас сакам на тука уште еднаш само да спомнам и една соработка која што започнавме со Луна Тринити. Тој е центар за личен развој, комуникација и советување. Соработката со Луна Тринити ја воспоставивме на тој начин што направивме нивна целна група, таргет група да бидат старите лица кои што се корисници во нашиот дом. Тие еднаш неделно доаѓаат во нашиот дом и организираме преку различни работилници кои што ние ги викаме креативни преку различни теми допираме до старите лица. Значи дали се тие тековни некои случувања кои што се на ниво на држава, дали преку различни нивни искажувања од нивното минато. Значи старите лица многу сакаат да зборуваат, тоа јас го приметив од самото мое доаѓање, за она минато време и добро е некој кога сака да го изслуша. Значи проектот е во сработка со Луна Тринити и секако поддржан со службите социјалниот работник и психологот кои што ги имаме во рамките на оваа установа. Исто така склучивме повторно договор со медицинското училиште на тој начин што практичната работа која што ја изведуваат учениците од одсеците медицинска сестра, физиотерапеут, козметичар и фризер да ги изведуваат тие делови од практична настава во домот за стари лица и морам да истакнам дека нашите корисници се неизмерно среќни кога има млади лица во овој дом, кога има едноставно движење, има фризери, така, да. Ние имаме и бербер вработено кој што е задолжен за дневната, тековната лична хигиена на корисниците, меѓутоа ова дополнување е навистина добре дојдено за нашите корисници. Исто така тука сакам да го напоменам еден проект кој што во иднина ќе се реализира е започнато со Политехничка академија за образование Битола. Тука ќе правиме еден проект за обука на негуватели, ондека каде што им е критичен момент во однос на кадарот. Значи, практичниот дел при обуката на негувателките да се одвива во просториите на домот за стари лица, додека теоретскиот дел, наставниот дел, да се одвива во медицинското училиште. После завршувањето на овој дел на обука, самите лица негуватели ќе се стекнат со лиценца, која што понатаму се разбира може да им користи при нивно идно вработување, а сепак да настапат веќе со припремени за тие работни задачи кои што ќе ги очекуваат на таа работно место во иднина. Тоа е она што сакав исто така да го истакнам. Имаме доста проекти порачано за реновирање на овој дом, за надградба, нешто веќе и во најава преку Министерството за труд и социјална политика и во соработка со владата да се започне и реновирање на овој дом, затоа што исто така тука сакам да истакнам на капацитетите или само подобрување пред се подобрување на приземниот дел да ги изедначиме едноставно со катот условите, за да можеме да имаме и една унифицирана цена која што значително ќе ги подобри и финансиските делови на работа на оваа установа. Меѓутоа претходно треба ние да ги подобриме условите, па да ги изедначиме тие цени и да се приближиме на европските нормативи и стандарди кои што се предвидени за работа на ваквите домови. И јас се надевам дека во догледно време и тоа ќе успееме да го направиме, затоа што владата пред 2 години целосно изврши реконструкција на домот за стари лица во Битола Сјурајдер. Морам да напоменам дека вакви домови се само во 3 на ниво на држава, значи Прилепскиот, Битолскиот и Кумановскиот. Битолскиот веќе е реновиран, сега веќе започнува фазата, постапката за инвестирање во овој дом за стари лица, што навистина многу ме радува доколку успееме да ги подобриме овие услови и да направиме еден европски начин на живот на овие корисници, да го подобриме нивното секојдневни живот. Достоинството нивно затоа што и статистиката тоа кажува дека поголем дел од населението, скоро 15% е веќе во тие одминати години после 60 години, така да предизвик на нас младите генерации да ги подобриме тие услови. Тие потенцијални корисници. И уште наш го користам на мотото на Црвениот крст кој што навистина ми остава многу впечаток. Сите сме ние нивни деца. Еден ден циклусот на живот е таков што и ние ќе се најдеме во тие години. Дај Боже. Ние одиме на кајни планети е на кај нас, така вели нашиот човек. Отприлика тоа, еве, беше разговорот кој што мислам дека сега нашите гледачи ќе имаат појасна слика за она што се случува овде
Јас ви благодарам за разговорот, ви посакувам многу успехи понатаму, премногу кратко е времето за Имаме уште да кажувам, меѓутоа се надевам дека повторно кратко е времето, вие сте само 4-5 месеци тука, значи многу работи веќе работи се започнати, меѓутоа до реализација. Но се надеваме дека за кратко време навистина ќе се видат и резултатите од ова што до сега го кажавте. Уште еднаш ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу успех и реализација на се ова што го кажавте. Ви благодарам и вас за посетата, се гледаме во нареден период со реализирани проекти. Секако. Почитувани гледачи, а вам ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Визија. Пријатно.